Седнете во седечка позиција, така ќе го започнеме денешниот час. Онаа позиција која што ви е најзгодна, најубава, таму каде што може со исправени нозе, можете дури за на почетокот на часот и на столче да седнете ако ви е тешко. Дланките ги ставаме на нашите колена, торзото е исправено. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и го отпуштаме целото тело. Затвори ги очите, вдиши длабоко преку нос броејќи до 4 и издиши броејќи до 8 преку нос. Бавно и полека направи неколку пати такви вдишувања и издишувања. Вниманието стави го и на стомакот истовремено. Длабокото истиснување на воздухот и насочувањето на вниманието на стомакот всушност го регулира нервниот систем. Иако, бидејќи сега е наутро и може би сте смирени и одморени, убаво е да го започнеме денот целосно смирени, устредоточени, насочени кон наредните активности. Потоа вниманието ќе го ставиме на вратот. И со издишување главата паѓа надоле, брада кон граден кош и чувствуваш позади како мускулите, кожата како се стегнува на задниот дел на вратот. Со вдишување подигаш главата, погледнуваш нагоре ако ти дозволува вратните пршани, тоа го правиш, нели? Па бутни со брадата горе кон небото, малку да се истегнат мускулите напред на грлото на вратот. Врати се во центарот и одиме убави кружни движења, почнувајќи од лево, надоле, десно, чувствувајќи го движењето на главата и стегнувањето на мускулите кои што се случува додека ја движиш главата, но насочи го вниманието кон внатрешните слоеви, внатрешниот дел на кожата, фација, додека ова го правиш. Денешниот ден можеш да го започнеш со тоа што во ситуациите кои што се наоѓаш, кои што се можеби комплицирани или тешки, ќе ги наоѓаш бавите и добри работи. Уште еден круг одиме кон десно и одиме кон лево, уште 3 круга. Значи, денешниот ден ќе го започнеме со пронаоѓање на убави работи во тешките ситуации во кои што се наоѓаме, бидејќи имаме сите некоја своја област каде што сме помалце мокни, па тука во таа област, во денот ако треба да се соочите, ако треба нешто да, не знам, да разговарате со некој, бидете се да ги најдете добрите работи во комуникацијата, во постапките, едноставно во енергијата, за да може да себе се сетирате на убав начин и да пратите една убава позитивна енергија кон тоа што се случува. Вниманието стави го на рамениците, пушти ги рацете доле и одиме наизменично како да пливаме со нашите раменици во една насока, а во друга насока обратно. Активирај ги рамениците, рамениот појас. Некогаш перницата знае да не направи проблеми, некогаш душекот. Стави ги дланките на твоите колена и сега само торзото е тоа што треба да го активираш, како змиите, како кога одиме на свадба и мешаме. Активирај го торзото, од друга насока. Одиме кружни движења. Кога одиме напред, благо притискаме на колената. Кога сме назад, се придржуваме за колената и одиме назад. Од другата страна, може би енергијата утрово не ви е сетирана баш, но бидете се да во тоа што го вежбате и тоа што го правите, да ги дадете вашите 100%.
Некогаш, например, наутро не се чувствуваме енергетски добро, и тогаш нашите 100% се помалце, односно се може би 70% од некој друг ден каде што сме фол со енергија, но имајќи во предвид вашата моментална енергија, моментални мисли, чувства и така натаму, кога го правите нештото, правете го целосно да бидете сигурни дека давате се од себе. Спушти ја десната рака доле, левата оди над вашата глава. Вниманието стави го и на коленото, на левата нога, кој што треба да бутка надоле, додека раката лева оди кон десно. Одиме од другата страна. Исто. Десна рака оди кон лево, ама и десното колено свесно буткај го надоле. Одлично. Стави ги двете дланки позади тебе, отвори го градниот кош силно. Срцето. Спремни сме за денешниот ден, за оваа недела, за оваа година и за сите работи што се случуваат. Некогаш ги сакаме, некогаш не ги сакаме, но тие се тука. Сега со издишување брадата оди кон градниот кош навнатре, собери ги лактите околу главата и накостриши го реберниот столб како С буквата, значи стомакот вовличи го. Бутни малце. Одиме, исправи се, отвори граден кош, погледни нагоре малку. Обратно. Вовлечи го стомакот, накостриши ребетен столб. Супер, исправи се. Сега истегни ги рацете, што е можно повеќе, преплетени се прстите, како некој друг да те тегне нагоре. Држи. Па изротирај кон десно, како да сакаш некој да видиш, па кон лево. Исто така. Супер. Спушти ги рацете доле. Протреси ако имаш потреба. Пушти ја десната нога, исправи ја. И доколку сакаш, можеш и нежно да го измасираш коленото, бедрото. Мене тоа секогаш ми годи, не знам на вас, ама јас тоа многу го сакам. И сега, ќе се потпреш што левата рака позади тебе, односно до тебе. Треба да се подигнеме, тежината да ја ставиме на левата дланка и на левата подколеница. Крлицата ја буткаме напред. Десната нога не е исправена. Десна рака истегни и во диагонала. Убаво истегни се. Вклучи ротација на зглобот на дланката. Тегни. Стави ја раката сега десна позади тебе. Со рамото бутни наназад и погледни нагоре малку. Истегнувајќи се, останувајќи во истата позиција. Ова се нарекува морска звезда, седнуваме позади, потоа расшири ја твојата лева нога, десната собери ја, па малку измасирај се, за да енергијата и за да циркулацијата проциркулира низ нашето тело. Тежината е на десната рака сега и на десната подколеница. Подигни се на десната подколеница, бутни ја крлицата напред, лева нога истегната, лева рака истегната, ротација на зглобот на дланката додека се стигнуваш диагонално. Стави ја позади тебе, левата рака, рамото бутни го наназад, можеш да погледнеш и нагоре. Одлично. Спушти се доле. Расшири ги нозете. Океј. Двете раце силно. Отвори ги дланките, прстите. Силно. Осети го телото. Бутни со пети напред малку. Десната рака оди на десната нога, левата оди позади тебе. Погледот е позади. Одиме обратно, лева на лево стапало, десната позади гледа. Бутни позади.
Врати се назад. И сега ќе правиме динамично. Десна рака, лева нога. Лева рака, десна нога. Наизменично. Наизменично, вклучи го дишењето, силно преку нос. Океј, застани. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и долго вдишувавте, издишувавте наизменично и чувствувате промена на кислородот во вас, разни сензации, само отпуштете ги од вас да поминат, што е супер. Сега фати ги со двете раце, палците на нозете, исправен е грбот, не се витка и вака, туку исправен е грбот и нежно се спуштаме надоле, колку ни дозволува телото. Издиши, отпушти. Океј. Собери ги нозете. Со вдишување, двете раце ги ставаме во тупаница, лактите се исправени и одиме напред, кон стапалата. Ке мелиме жито, значи големи кружни движења. Назад одиме колку не држат стомачните мускули. Странично, може да замислувате ајвар како мишата. Убаво. Учувајќи го и стомакот. Овие вежби, особено овие сега последниве што ги направивме се за енергетска одблокирање, значи одблокирање на блокадите кои што се наоѓаат во просторот кај манипур чакра, односно позади папокот. Таму се нашите стравови кои што ги абсорбираме на некој енергетски начин и ни стојат како блокада длабоко во стомакот. На овој начин ги одблокираме, ги отпуштаме. Одиме од друга страна. Напред, што е можно повеќе, назад исто така, колку што можете поназад одете, без рацете да одат нагоре надоле, цело време се во една иста линија. Одлично. Остани така. Осети каде имаш тензија и ослободи ја. Сега фати ги со твоите дланки, палците на нозете, карлицата е расширена. Ја подигаме десната нога, полека ја подигаме левата и се обидуваме да останеме, без да паднеме назад, исправен е грбот и остани така малку.
Лека врати се назад. Отпушти ги нозете, отпушти ја позицијата. Утреси. Отлично. Сега една од најбавите вежби според мене за намалување на тежината и тензијата во крлицата. Потпри се назад на твоите раце, нели потпрена се назад. Колената се подигнати и одиме колена на една страна, глава на друга. Подигни колена со вдишување, со издишување обратно и продолжи во тој стил. Има уште една вежба, исто за тој дел. Треба да ги наместите, колената се изротирани кон лево, стапалата се кон десно и при тоа бедрото и подколеницата треба да бидат во прав агол. Значи тој агол не треба да се смени. Вниманието ќе го ставите на стапалата и сега како што рацете ги пружаме напред, како што се подигаат колениците, стапалата се на исто место, па одат во друга страна. Ги следите дланките, ги следите каде што да дланките. Подигни се горе. Правиот агол е задржан, или? Одиме од другата страна. И продолжиме свој ритам. И малку се движиме кога ова го правиме. Гледам дека малку дори излегувам од екранот, се приближувам до вас, ама добро. Одлично. Врати се назад. Врати се назад, протреси нозе. Ослободи тело. Треси. Сега десната нога ќе ја свиткате што е можно поблиску до вас. На начин на кој што во бедрото практично. Бедрото ќе дојде скроз до стомакот. Десната нога е свиткана, со левата нога ја притискате кон себе, грбот е исправен, а со десната рака одите позади вас и погледот е назад кон десното рамо, како да сакаме да видиме нешто позади нас. Истовремено со твојата лева рака го буткаш бедрото кон стомакот и грбот го држи што е можно поисправен. И остани така. Полека се враќаш назад, исправи ја главата. Сега спушти го коленото странично. Така. Двете раце одат високо горе и одиме посегнуваме кон левото стапало и остани така. Врати се полека назад, подигни ги високо рацете и сега треба да изротираме кон лево. Левата нога ми е исправена напред, кон лево, значи торзото се вртиме, со едната рака го фаќаме бедрото, другата оди позади нас и погледнуваме кон лево. Коленото од десната нога ни е свиткано, нели?
Врати се назад. И стигни ги рацете убаво, супер, одиме од другата страна. Левата нога е свиткана, десната е исправена, торзото е исправено, двете раце високо горе. Па позегнуваме кон десното стапало и остани така. Можеш нежно, ако ги држиш прстите на стапалото, нежно напред да буткаш и така на тој начин си стегнуваш дополнително во појасот кај опавчето, долниот дел на грбот. Двете раце високо горе. И сега ротираме кон десно. Целосно кон десно ротираме. И остани така. Врати се назад. Стегни ги рацете високо, високо горе и полека, полека. Врати се на сега и овде. Собери ги нозете, дланките стави ги во свртени нагоре. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме и го отпуштаме телото. Диши полека преку нос, бројки до 4. Издиши длабоко и продолжено, бројки до 8. Со секое вдишување и длабоко издишување, всушност се сетираш себе си во својот центар. И додека издишуваш, доживеј како си во својот центар. Како се сетираш, се позиционираш, дека си во својот центар. И можеш да се замислиш себе си како се движиш по едно долго жонглерско јаже, кој што закачено на две различни страни од некоја планина, да речеме. И ти полека се качуваш на ова јаже, се движиш полека по него, како совршен жонглер. Рашири ги рацете. Дори да паднеш, бидејќи ова е твоја медитација, твоја креативна визуализација, повторно качи се на јажето, рашири ги рацете. И така како што ти се раширени рацете, движи се совршено по јажето. И дозволи црната мрачна птица од која што се плашиш и лета на тебе, и белата рајска птица која што исто лета околу тебе, дозволи им кога сакаат да слетаат на твоите раце, кои што се раширени, кога сакаат да си одат, а ти фокусот стави го на движењето, на твоето јаже, на твојот живот, без да ти се наруши рамнотежата од стравот, дека ќе дојде нешто лошо и ќе застане кај тебе, и од желбата да дојде нешто добро, и пак ќе си измислиш тоа од центарот.
полека можеш да слезиш од твоето јаже и оваа вежба може да те тикнува во текот на денот, кога ќе се чувствуваш дека имаш изгубено својата рамнотежа, својот центар, се видиш себе си како одиш по јажето, независно што ти се случува, преголема возбуда или преголем страв, да се центрираш и се вратиш на себе. И посакувам многу убав утрински ден, многу убави случувања да ви се случуваат. Гледајте ги, наоѓајте ги убавите работи во комплицираните моменти во животот, во тешките работи што ви се околу вас, за да може да ги гледате секогаш, заради тоа што пронаоѓањето на добрината од добрите работи е навистина вештина која што се учи и која што може многу добро да ни донесе. Убав ден и се слушава. Бај.